Почнуваме. Ајде сега. Не можам. Не можам, пијан сум, пиев. И јас сум малку пијана. Прва брачна ноќ ни е. Добро да можеме и утре на втората брачна ноќ. Арно ми викаше мене мама. Вело дека 7 од 10 двојки немаат секс на првата брачна ноќ. А добро, ние би можеле малку да го подобриме, нели, тој просек. Забораваш дека летаме во 6:45 наутро од Охрид. Од Охрид? Фак. Зошто нискобуџетните компании мора да летаат толку рано од најдепресивните аеродроми во светот? Од друга страна, кога леташ толку рано од Охрид, секоја друга дестинација ти се чини како дестинација од соништата. Дури и Братислава. Вело дека Братислава е многу убава на пролет. Мислиш Прага? Треба да проверам на билетите. Сейшелите се убави преку целата година. Сейшели. Сите одат таму. Секако, да, многу е пооригинално. Меден месец во Братислава. Во авионот нема да сретне многу парови кои одат на меден месец. За неколку години ќе може да се почестиме со одмор на Сейшелите. За некоја годишница може би. Да. За сребрениот јубилеј. Кога нема можам да ги облечам купаките. Не бе, животот не е фер. Ние треба да го дозбиеме наследството на 20. Потоа да работиме до 50. И после 50 до 70 ние да се размножуваме. За да си имаме друштво. И така, бракот биде на самиот крај, како последен завет пред Од друга страна, дали животот без свекрва вреди да се живее? Мислиш ке те сакам по 20 години? Ке имаш ли избор кога нема да те собира во купачите? Една девојка, која на својата свадба, на прашањето дали да земете овој маж, таа одговори не. И веднаш потоа сакаше да го подобри исказот, ама на матичарот не му се допадна баш шегата и ја прекина венчавката. Потоа сака веднаш да се венчаат, но мора да чекат 6 месеци, исто како за возачки испит. Си го знаел тоа? Не. Свадбава беше многу досадна. Луѓето не прават свадби само заради забавата. Да, нема да ме речеш дека прават свадба за да одат од Охрид за Братислава среде ноќ. Или ќе беше подобро јас да кажам не. Во која држава се наоѓа Братислава? Прага беше главен град на Чехословачка. Леле, мајче, овој нема поим кај ме носи на меден месец. Арно ми викаше мама, јас со тебе поим немам кај терам. Чека бе, сонце, чека, значи Прага беше главен град на Чешка. Значи Братислава е главен град на Словачка. Или Словенија. Се едно. Ти ќе ме сакаш ли мене по 20 години? Како може да не ја сакам девојката која е подготвена да лета со мене во 6:45 наутро од Охрид за Братислава? Кој е тестот? Тогаш... Не, немаме време.
А и до Охрид има многу пат. Плюс пасоши, проверки, багаж, дезинфекција. Дезинфекција? Наводно се појавил некој нов вирус од Кина. А, да. Секојаш мора да е нешто од Кина. А сепак имам уште 5 часа до полетување. А зошто не погледаме телевизија? Ворено издание на вестите, добра вечер. Нов, досега непознат вирус за човештвото се појави во Кина. Вирусот е фатален по здравјето на човекот. Светската здравствена организација предвидува жртви во застрашувачки бројки низ целиот свет. Во изминатите 24 часа се бројат 2 милиони заразени и преку 230.000 жртви. Вирусот е сосема непознат за науката и сите големи светски институти веќе го истражуваат и се надеваат за решение против него. Во нашата земја се воведува двонеделен карантин. Целиот сообраќај се стопира, автобуските станици, железниците и аеродромите се затвараат за патници. Останете дома. Првиот случај во нашата земја е регистриран пред половина час. Повторувам, останете дома. Сега Сега се си ева мајката.